Премиерот Христијан Мицкоски во Кавадарци присуствуваше на пуштањето во употреба на реконструираниот градски базен, кој по целосната обнова прерасна во модерен спортско-рекреативен центар. На свеченоста Мицкоски истакна дека станува збор за значаен проект кој ќе придонесе за развојот на спортот, рекреацијата и квалитетот на животот на граѓаните, особено за младите. Тој нагласи дека објектот кој со години бил запуштен и нефункционален, денеска повторно е ставен во функција и им нуди нови содржини на граѓаните. Премиерот оцени дека спортско-рекреативниот центар има регионално значење и изрази задоволство што најмладите веќе ги користат новите капацитети. Осврнувајќи се на владините инфраструктурни активности, Мицкоски рече дека реконструкцијата на базенот е дел од поширокиот инвестициски циклус што се реализира низ државата. Според него во текст се повеќе од 1200 проекти кои треба да придонесат за подобрување на инфраструктурата и условите за живот во општините. Премиерот порача дека владата ќе продолжи со реализација на најавените инвестиции, со цел, како што рече, да се создадат подобри услови за граѓаните и да се исполни ветеното пред јавноста. Полицијата веќе ги применува новите законски измени за управување со електрични тротинети и започна со санкционирање на прекршителите. Измените на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата стапија во сила на 14 јули. Според податоците на Министерството за внатрешни работи, досега се изречени 12 парични казни. Од МВР информираат дека се санкционирани 3 лица кои управувале електричен тротинет без задолжителен заштитен шлем, за што е предвидена глоба од 50 евра. Дополнително изречени се 9 казни за возење по површини каде што не е дозволено движење на ваков вид возила, со глоба од 80 евра, како и една казна од 100 евра за користење мобилен телефон при управување со електричен тротинет. Од МВР посочуваат дека сите санкционирани лица се полнолетни, засега не е изречена ниту една мерка за привремено одземање на електричен тротинет, иако тоа е предвидено со новите законски измени за одредени прекршоци. Во меѓувреме и покрај забраната малолетници да управуваат електрични тротинети, викендов во Скопје се случи сообраќајна несреќа во која учествувале двајца 15 годишници. Тие се здобиле со повреди при судир меѓу патничко возило и 2 електрични тротинети. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека за случајот се превземаат соодветни законски мерки. Оттаму апелираат сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат новите правила, кои имаат цел да ја зголемат безбедноста и да го намалат бројот на сообраќајни незгоди во кои учествуваат електрични тротинети. Цените на природниот газ во Европа денеска достигнаа највисоко ниво во последните 3,5 години, во период кога земјите од Европската унија ги полнат складиштата пред предстојната грејна сезона. Дополнителен притисок создава и ескалацијата на конфликтот на Блискиот Исток. На холандската берза, која представува референтен европски пазар за природен газ, цената на мегават час за испорака во август накратко достигна 63,94 евра, што е за 2,2% повеќе во однос на претходниот ден. Подоцна цената се стабилизираше на 62,09 евра за мегават час, што е највисокото ниво од јануари 2023 година. Дополнителна загриженост предизвика информацијата од Агенцијата на Европската унија за соработка на регулаторите за енергија, според која темпото на полнење на европските складишта со газ оваа година е под 10 годишниот просек. Во моментов Европската унија околу 1/3 од потребниот природен газ го обезбедува од Норвешка. Во исто време, снабдувањето со газ од Катар е нарушено поради конфликтот на Блискиот Исток и блокадата на Ормускиот еснец, додека Европската унија продолжува со политиката на постепено намалување на зависноста од руските енергенси, со прекин на увозот на газ преку гасоводи и планови за целосно запирање на увозот на руски течен природен газ. Енергетските аналитичари предупредуваат дека движењето на цените во наредниот период ќе зависи од геополитичките случувања, состојбата со резервите на газ и временските услови пред почетокот на зимската сезона. Конфликтот меѓу Соединетите Американски држави и Иран продолжува да се интензивира откако американските сили ја започнаа 12-тата последователна ноќ на воздушни напади врз ирански цели. Од Вашингтон соопштија дека нападите биле насочени кон воени објекти со цел да се намали способноста на Техеран да изведува напади врз комерцијални бродови во регионот. Според иранските државни медиуми, во американски ракетен напад врз граничниот премин
Шалмачех во покраината Хузестан загинале 2 лица, 11 биле повредени. Локалните власти наведуваат дека нападот бил извршен во близина на границата со Ирак. Иранската исламска револуционерна гарда соопшти дека возвратила со напади врз американски воени позиции во Кувајт, вклучително и кампот Ал-Адири и воздухопловната база Али Ал-Салем. Според иранската армија, цел на нападите биле и камповите Арифџан и Доха. Во пресрет на новите американски напади, иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи предупреди дека секоја агресија врз Иран ќе добие моќен и решителен одговор, нагласувајќи дека сите кои ќе придонесат за нападите ќе бидат сметени за легитимни цели. Техеран дополнително порача дека доколку поради конфликтот биде спречен извозот на иранска нафта, ќе превземе мерки за да го попречи извозот на нафта и од останатите земји во регионот, што дополнително ги зголемува стравувањата од нови нарушувања на глобалниот енергетски пазар и продлабочување на кризата на Блискиот Исток. Управата за хидрометеоролошки работи најавува промена на временските услови за денеска. Времето ќе биде променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд кои на одделни места ќе бидат пообилни. Според прогнозата, локално ќе има услови за појава на нестабилност проследена со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува слаб до умерен северен ветер кој долж поврдарието повремено ќе достигнува брзина поголема од 50 км на час. Од Управата за хидрометеоролошки работи информираат дека по ова краткотрено влошување за време на викендот ќе следува стабилизирање на времето со повеќе сончеви периоди и без значајни врнежи. Нова промена се очекува во понеделник, кога повторно ќе има локални врнежи од дожд и услови за нестабилност. Од вторник пак прогнозите најавуваат стабилно време со постепен пораст на дневните температури.